Денеска сме во посета на командата на операции на нашата армија и тоа пред зградата во која што ќе биде формирана командата на бригадата на Југоисточна Европа. Од септември месец оваа година Република Северна Македонија станува домаќин на оваа бригада, која што е една од најсилните регионални иницијативи и 6 години практично ќе бидеме домаќин на целата оваа команда, каде што очекуваме околу 40 припадници на вооружените сили на земјите членки и дополнително повеќе од 10 наши припадници, кои што ќе станат практично дел од штабот, односно командата на бригадата на Југоисточна Европа. Од тие причини можете да видите дека ја реновираме оваа стара зграда во касарната во Куманово, која што 6 години ќе биде практично центарот на сите регионални иницијативи и регионална соработка. Командата и оваа бригада на Југоисточна Европа е иницијатива која што обединува 6 земји. Предноста за нас е што иницијативата е стартувана токму во Скопје 98 година, меѓутоа ова е прв пат ние да сме домаќин на бригадата и во овој момент практично сите земји членки се веќе членки на НАТО. Така што во годината кога станавме членка на НАТО, стануваме и домаќин на оваа важна регионална иницијатива и очекуваме сите подготовки за командата да бидат завршени уште во месец јуни, за да можеме да го официализираме почетокот на нашиот мандат како домаќин на бригадата на Југоисточна Европа. Кога командата ќе замине, ова ќе биде нов обновен објект на нашата армија и како таков ќе биде дел од реновирањето на објектите кои што го стартувавме уште минатата година. Сакам да кажам дека во овој момент паралелно течат 4 големи реконструкции на објекти во армијата, заедно со неколку објекти, односно неколку проекти на модернизација на водоснабдувањето и другите придружни активности во армиските објекти. Целта ни е еден по еден сите армиски објекти кои заради природата на работата се навистина стари, да ги доведеме до ред и да бидат и добро и квалитетно место за работење на припадниците на армијата. Во моментов, во тек е овој проект за реновирање на еден од објектите во касарната на Куманово и 3 објекти кои што ги реконструираме во касарната Илинден. Дополнително на крај е веќе проектот на обновување на водоводната мрежа во Штип и започнуваме нов проект во касарната во Прилеп. Целта ни е и покрај корона кризата, и покрај проблемите со кои што се соочува светот, да не дозволиме овој тип на градежни активности, кои се важни за армијата, но се добри и за нашата економија, да престанат. И сакам навистина да честитам на припадниците на армијата, на луѓето кои во Министерството за одбрана беа одговорни, што не дозволија дури и во време во кое многу работи во државата буквално се сведоа на минимум, овие активности да замрат.